Како што најавивме на почетокот, нашата централна тема, наш специјален гостин, наше специјално гостување ќе биде во Агенцијата за поддршка на развојот на земјоделството, да видиме која е нивната улога, како течат работите таму, какви им се плановите за воиднина, какви им се резултатите досега што ги постигнале во поддршка, советување, модернизација и поттикнување на развојот на земјоделството. Одиме во Агенцијата за поддршка на развој во Битола. Денешната емисија бразди од понивите, од како течеше сеидбата, како се одвива на терен, ја преселуваме на гости во Агенцијата за поддршка на развој на земјоделството. Каква е состојбата, една ваша оценка? Вие сте веќе скоро 2 години на ова чело и каква е функцијата на Агенцијата за поддршка на земјоделството, на развојот на земјоделството практично? Состојбата во земјоделството, да знаат сите дека зависи од година во година. Ни една година не може да биде репер дека ќе биде наредната година истата. Немаме дури ни слична година ако станува збор за реколтите. Секоја година си е засебна. Поготово со вакви климатски промени. Точно. Тоа ми беше зборот дека ако претходната година имавме, односно почетокот на оваа година имавме поплави, се случи нешто сега пак да имаме надојдени води, односно обилни врнежи. Во само еден месец септември имаше 80 литри на метар квадратен, потоа најавија уште 50 дополнителни литри на метар квадратен во месец октомври, што значи дел од пченката остане несобрана, дел од сончогледот остане несобран, дел од површините што треба да бидат посејани со пченица, јачмен, односно житни култури останаа непосејани. И тоа може не го видовме во 2014, но го видовме во 2015. Но затоа пак тутунот кој што не беше квалитетен во 2014, ради временските неприлики, ова година бележи доста добар квалитет заради сончевите денови што ги имаше токму во делот, односно во период кога требаше да има создавање на никотин во листот на тутунот, односно во текот на вегетација на истиот. Ајде малку за агенцијата, едно мало представување, не е дека не ја знаат земјоделците, но од она што го гледаме на терен е првата врата кај што секогаш знаат да чукнат и да добијат совет од вистинска рака и помош за сите овие мерки и апликации. Ова е институција која што се грижи што се занимава и се грижи за давање на советодавни служби до земјоделците. Ние сме пред се помош до земјоделците и сервис. Трансфер на знаење, тоа што го знаеме да им го пренесеме на нив, и тоа што се случува во државата, односно во владата или во министерството, да го пренесеме до нив. Едно е министерство, едно е инспекторат, друго е советодавна служба и помош. Овие динамични времиња на нови одлуки, нови регулативи. Така, донесување на нови закони кои што треба на некој начин да се пренесат до земјоделците, кои што може тие да го акумулираат во себе. Значи не да видим тоа на некој строг начин, на некој професионален, туку баш на говорот што може тие да го разберат. Треба да знаеме дека земјоделецот нема никош да биде задоволен во ние на држава, не само кај нас, нигде. Но затоа треба да најдеме начин како да им го пренесеме тоа знаење, со цел да ги убедиме дека треба да ги примат поддршките што ги дават владата или агенцијата или министерството. Овде, ако станува збор за ИПАРД програмата, за националната програма, за млад земјоделец, наидуваме на отпор кај некои земјоделци. Пример ќе рече, до пред 2-3 години аплицирав 5 пати, 10 пати и ниеднаш не сум добил. Некој не е добил ни одговор. Има и такви некои изјави, што мислам дека не е вистина. Но затоа на убедлив начин и организирање на трибини, тет-а-тет средби, потоа медиумска покриеност, ги информираме на кој начин може да дојдат до тие фондови, односно искористување на истите фондови. Ако до пред некоја година не можеле да добијат, еве гледате сега што се случува во 2014-2015. Значи, механичкиот, односно машинскиот фонд на земјоделците веќе е доста обновен и имаме земјоделци кои што на некој, еве да речеме на 3 мерки веќе имаат добиено. Има земјоделци што имаат добиено и на ИПАРД, и на национална програма 121 и на национална програма 112, каде што е млад земјоделец. На двете имаме повраток на 50% до 75%, додека на млад земјоделец 100% повраток на средства. Сега имаме некои луѓе што ќе велат тој добил на трите мерки, некој не добил. Да, тој ги следи тие упатства како да извади документација, како да ја приложи, како да доби. Не може тој што не аплицира или не ги следи инструкциите на советниците да доби. Работиме нон-стоп. Не можам да речам 24 часа, но затоа сме на повик кога му одговара на земјоделецот. Технички предлог проект, деловен план, апликација можеме да изготвиме и во 7 сабале наутро или пак во 6 часот попладне. Сето тоа бесплатно. Се е бесплатно, нека ги забораат земјоделците тие консултантни куќи
или приватни советници кои што им плаќаат 3 до 5% од извршена апликација, но не од добиена апликација, туку од изготвена апликација. Значи ако вреди механизацијата или апликацијата 10.000 евра, тој за време на изготвувањето му зема веќе 3 до 5% само за изготвувањето. Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството е создадена како сервис за земјоделците. Доку нема земјоделци, не треба ни да постои. Доку не ги даваме услугите бесплатно, исто така не треба да постои. Земаме плата за тоа што треба да го сработиме, да им го изработиме на земјоделците бесплатно и професионално. Ако до пред некое време имавме одбивање на дел од технички предлог проекти ради наша непрофесионалност, односно нестручност, после обуките што ги направивме во 2014, тоа беа 3 обуки со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и финансиската агенција, односно Агенција за финансиска поддршка во рурален развој и земјоделството, нашите советници се стручно, професионално оспособени, така да веќе не станува збор за одбивање на деловен план што го има изготвено советник од АПРЗ. Станува само збор за да биде одбиен земјоделецот само доколку не дополнил документација или за време на изготвување на решение се откажува од инвестицијата, што веќе тоа не е наша работа. Наша работа е само да ја презентираме мерката и да помогнеме во изготвување на технички предлог проект. Ова се еден од ретките моменти кога можеме да начекаме вака во канцеларија. Обично се среќаваме или навечер по трибини, или некаде по некој села по нивите. Еве и сега сте на излегување и разговорот ќе го продолжиме и некаде со вас попат во некоја обиколка на состојбите во Пелагониско. Само за пред да се преселиме на терен, она што е како новина во агенцијата што го забележав се некои опити кои ги вршите стручно да им покажете со паралели, со споредби сами да се уверат во некои нови технологии, во некои работи што на нив ќе им помогнат во производство. Да. Една од работните обврски на секој советник е да презентира демонстративен опит до земјоделците за кои што тој е задолжен. Советникот, пример, од Битола не должи земјоделци од Прилеп или обратно. Но затоа тој што си ги има неговите земјоделци е задолжен да направи демонстративен опит со кој што на неговите земјоделци, најблиски земјоделци или тие со кои што соработуваат, им покаже дека некои нови методи се случуваат во државата или постојат нови семиња или нови хибриди или пак нови ѓубриви и пестициди. И нешто за тој регион адаптирано за тоа производство. Така и согласно климатските промени може пократка вегетација, односно сорта или семенски материјал со пократка вегетација, со цел да добие земјоделецот бенефит од сето тоа. Како најново нешто што треба да се случи, еве само ќе го најавам, но нема да го откриеме, во некоја наредна емисија го откриеме, методот на збунување. Тоа е нешто ново, што веќе се користи во Европа и сакаме да го пренесеме овде. Во моментот, додека ние бевме во посета на Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството, во тек беше и обука за органски советници. За нашата конкретна институција е важно да ние можеме да го трансферираме знаењето што е во делот на органско производство и заедно со земјоделците да излеземе во оној дел каде што органските производи се нормално и првен спрема потребите лоцирани, да можеме да кажеме дека веќе и во нашата институција имаме таков кадар кој утре друен ќе може да одговори на потребите на земјоделците како советодавна служба. Како ресурси, како подрачја имаме изводредни подрачја и тие треба да се искористат во органското производство, меѓутоа повеќе да се работи на едукација, на запознавање на производителите, право би рекол, да пробиеме на бариера дека вистински можеме да произведеме органско производство. Во октомври се одржа една регионална конференција на сите советодавни служби од Југоисточна Европа. Учествувавте и вие. Што таму се случува, колку се важни овие регионални конференции? На 23 октомври 2015 година во соседна Република Бугарија беше одржана втората регионална конференција на советодавните служби на Југоисточна Европа. На истата присуствува сите членки на Југоисточна Европа со своите советодавни служби. За значењето на истата говори фактот дека беше отворена истата од Министерката за земјоделство и храна на Република Бугарија, но и фактот дека представници преку своите амбасадори ги представија сите членки на Југоисточна Европа со тоа што имаше отворена покана и до членките на Европска унија. Така да покрај членки на Југоисточна Европа имаше и представници од односно државите од Европска унија. Целта на конференцијата беше да се добие широк спектар на знаење или идеи
со тоа што да се разменат искуствата помеѓу советодавните служби внатре во југоисточна Европа. На истата конференција беше одржано основачко собрание на мрежата за советодавни служби, при што председател беше избран од Република Хрватска и подпредседател јас како директор на Агенција за поткрепување на развој на земјоделството, и исто така се формираше и надзорен одбор во кој што ќе членувам како директор на агенцијата. И веќе одма воспоставивме соработка, ги поканивме представниците на Советодавна служба од Република Хрватска да не посетат со цел да видиме како тие работат таму, а како да им кажеме како ние работиме тука. Одиме сега на ниво. Одиме на ниво. Дел од активностите ви се и на терен, можеби поголемиот дел. Сега се наоѓаме во обиколка на некој од пелагониските ниви, гледаме се уште пченката не собрана. Така е. Дел од пченката, како и со чогледот, поради временските прилики, односно дождовите кои што ја зафати Република Македонија, посебно Пелагонија, не беа во можност земјоделците да ги соберат. Зголемена релативна влага, потоа зголемена почвена влага, што не дозволи да машините да влезат, односно комбајните да соберат својата култура. Тоа значи дека ќе имаме оставање на некој дел од приносот на површините. Кога станува збор за пченката, се додека е во исправна состојба, односно во вертикала и нема полегнување, пченката нема да трпи никакви штети, затоа што со мразот ќе настане дури и до исушување на истата. Ќе истрпи таа влага. Точно, и потоа во месец март, кога ќе веќе може да има, односно подскиот воден капацитет ќе биде малку понизок, што значи немаме некоја влага во почвата, ќе може да биде собрана. Со сончогледот ќе имаме проблеми. Доколку не се влезе уште за кратко, тој ќе остане собран и ќе имаме пропаст на Муабетот за пченката ми е првенствено како показател дека изминатата година и годинава влагата, дождовите си направија своји проблеми. Дали ја научуваме лекцијата да осигуруваме повеќе, да искористуваме таа поволно што ја нуди држава? За жал, се уште не. Може би е грешката во Агенцијата за поткрепување на развој на земјоделството, може би е грешката кај фермерите. Ќе дадеме еден осврт па да видиме, сами ќе најдеме кај е грешката. Во 2008 година, кога започна мерката за осигурување, со помош од страна на владата на Република Македонија, имавме само 146 апликации. За во 2015 да имаме 3784 апликации за осигурување при осигурителни компании во Република Македонија, а тие се 11. 2015 наспрема 2014 имаме 60% зголемување на осигуреници во земјоделски имоти. Но 6% значи некоја помпезна бројка, но кога ќе земеме пред дека имаме 172.000 регистрирани земјоделски стопанства, а од тие само 3.784 регистрирани земјоделски стопанства осигуруваат, тоа е ништо. Минимален показател. Сега, 60% од инвестиција на осигурување го покрива владата. 70% доколку е член на земјоделска задруга, 60% доколку настапува сам при аплицирањето. Но не е ова како што е кај мерката Млад земјоделец, ИПАРД програма, национална програма, при што земјоделец треба да плати 100% од инвестицијата и потоа да ги враќа тие 60 назад. Наспроти ова, наспроти ИПАРД и национална програма, во осигурувањето на земјоделски имоти, земјоделецот плаќа само 40%, додека осигурителната компанија нема потреба од враќање, нема ништо. Компанија 60% си ги враќа потоа од Агенција за финансиска поддршка на руралниот развој во земјоделството. И покрај овие услови што ги дозволува државата, сепак нема заинтересираност. Пример, 1 хектар со жито се осигурува за 1200 денари. Од тие 60% ти плаќа државата, што значи едно 500 денари дали треба да плати земјоделското стопанство да го осигурува. Од кој ќе го осигурува, единствено што треба да се направи доколку има штета, не дај Боже, треба да дојде комисија од осигурителна компанија и да се направи полиса, односно да настане обештетување. Во претходната година повеќе во фокусот ви беше ИПАРДот. Да го масовиме свеста кај земјоделците за што покажа резултатите после сите тие тренби? Ќе почнеме прво со млад земјоделец. 2013 година 21 апликација, 2014 година 41 апликација, 2015 година 138 апликации. 138 наспрема 40 се 300% зголемување во аплицирањето. Потребни услови беа само 18 до 40 години на земјоделското стопанство, односно фармерот, и да има дел од површинските капацитети на негово име. Со тоа добива 100% повраток на инвестиција, односно 600.000 денари или 10.000 евра. Доволно е само да иде да набави механизација, семенски материјал, саден материјал, грла добиток и сето тоа доколку е во вредност од 10.000 евра ќе му биде 100% покриено. Доколку КАФОН покрива заинтересираноста, ми се чини веќе ќе ги надмине границите на... Така. Кој е сега слухот на владата? Прво беше буџетот за некој помал број на земјоделци, затоа што кажавме беа 21 па 40,
Но кога се појави бројка од 138 и беа сите исправни документи, технички предлог проекти направени од страна на советниците на АПРЗ, направени крајно професионално и сите беа одобрени од страна на агенцијата, владата одлучи да се покријат сите. Што значи се префрлија 1.380.000 евра на салдото на земјоделците. Да сите млади земјоделци беа покриени 100%, без разлика на бројот на апликанти. Она што е актуелно во моментов на кое се работи во канцелариите на агенцијата се двата повика кои се во тек. Првиот за субвенции на платите на овчарите и мерката за субвенционирање на отворање продавници за органски производи. Во однос на помош, Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството нуди секаква помош во смисол на изготвување на апликацијата, подготовка на документи, насочување, усмерување до сите потребни институции каде што може да ги обезбедат потребните документи, се со цел да можат навремено и да аплицираат и да ги изготват документи, да аплицираат, односно да ги поднесат документите до Агенцијата за финансиска поддршка, се со цел да можат да ги искористат средствата кои што ги обезбедува владата на Република Македонија. Каква е заинтересираноста кај земјоделците за ИПАРДот? Ние веќе среќаваме се повеќе земјоделци кои што ја надминале таа психолошка бариера дека се проблематични при берањето на документите и веќе ги чувствуваат бенефитите, таму се помали ограничувањата, поголеми буџетите за поддршка, веќе размислуваат за ново аплицирање. Да. На почетокот, кога почна ИПАРД програмата, иако таа се започна од 2007, првиот повик беше овој 2009, имаше некое сомневање, па додуше и страх дека голем број на документи, па не е возможно да се соберат сите документи во тој период од 45 дена, но затоа со ИПАРД комитетите што ги правиме пред секој повик, го намаливме бројот на потребни документи за аплицирање. Тие сега се на број 14, порано беа 20 и неколку, сега се 14. Од тие 14, 4 ги издава Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството, што се вадат во еден ден, 3 од нив се вадат од Министерството за земјоделство и неколку се од катастри, односно имотни листови. Но тоа што е симптоматично е за активност, односно агилноста на земјоделците и желбата да аплицираат. Во 2013 124 апликации, во 2014 605, додека во 2015 во двата повика 1340 апликации. Фондот на пари е огромен, 18 милиона евра по повик, што значи треба само да се искористат. Што е тоа што треба земјоделците да го направат? Да ги слушнат повиците на советниците на Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделците, да не посетат, да ги изготвиме ние техничките предлог проекти и ги пуштаме ние до Агенција за финансиска поддршка. Потоа чекаат одговор за дополнување на документи доколку имат некомплетност и се настанува набавка на механизацијата. После набавка на механизација се приложуваат фактурите до Агенција за финансиска поддршка и се чека реисплата на меѓу 50 и 75%. Зошто велам 50 до 75%, тоа зависно дали е млад земјоделец, дали е жена земјоделец, но на ИПАРД комитет одлучивме дека за сите земјоделци кои што беа предмет на поплави во 2015 година да биде рефинансирањето од 75%. По автоматизам на местата на општините Могила, Новац и Босилово ќе биде исплатено 75%, но дека за сите оние земјоделски стопанства што поднесот документ дека се поплавени со комисија за поплави, ќе бидат исто така 75%. Сите оние други ќе си бидат предмет на обештетување, односно на рефинансирање од 55 до 60%. Еве, за последниот повик на националната програма имаме 1700 апликации. Тоа се 1700 заинтересирани земјоделски стопанства само за трактори, односно земјоделска механизација. Ви благодарам за ова гостување во Бразди. Се надевам еве во убава светло ја представивме агенцијата која што секогаш е сервис на земјоделци. Се надевам дека ќе имаме повторна средба, како што најавивме за методот на збунување и за сите новитети кои што се случуваат во државата. Би сакале повторно да се сретнеме и за сите новитети да ви информираме. Впрочем и вие ние сме на терен постојано, па така да секако ќе се сретнеме. И имаме иста крајна цел, тоа се земјоделците на Република Македонија. И едукацијата, така. Зашто поголема искористеност. Поштовани гледачи, тука правиме само куса пауза за рекламните пораки, останете со емисијата Бразди во вториот дел. Имаме уште доста интересни содржини, верувам и да до сега го задржавме вашето внимание.